Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Ова е епизода која што ја ветив дека ќе ја снимам многу брзо и како што ветив, така седнувам и ја снимам. Ќе се потрудам да биде кратка, иако јас не важам за некој кој што е многу краток. Имено на стори почнав да одговарам на многу прашања и едно од прашањето кое што го добив, сакав малку подлабоко да го одговорам, добив доста фидбек, многу од вас ми пишавте дека сакате да го обработам малку подолго, сепак кога пишувам и не можам многу да опфатам повеќе страни, а сметам дека оваа тема е епидемија на денешното време и е нешто кое што малтене да скоро да немам клиентка која што не ми го поставила ова прашање, било да е тоа индивидуално, било да е тоа во групите, особено на асертивна, затоа што сепак и во програмот асертивна има жени кои што навистина се доста напредни во личниот раст и развој, а прашањето беше јас работам на личниот развој, личен развој, меѓутоа мојот партнер не. Како да се справам и да го прифатам истото? Сега, ова беше прашањето, но она кое што јас многу често исто така го добивам како прашање, дали ова значи крај на врската, дали ова значи дека ние ќе се разделиме од партнерот. Ако се користам со зборот сопруг, тоа е затоа што многу повеќе ме слушаат жени, меѓутоа истото важи и за мажите или за било каков партнер, значи ве молам да не ми замерите доколку се изразувам понекогаш повеќе како сопруг, затоа што некако природно ми иде да се изразувам како да зборувам на жени, а знам дека доста мажи го слушаат подкастот, но ете во функција на тоа и јас да сум опуштана и да ова биде реален подкаст, а не биде толку многу формално, можеби ќе бидам слободна во говорот и ќе бидам баш искрена и отворена. Размислував многу од каде да почнам. И оно кое што ми е многу важно е сакам да ви споделам дека ќе зборувам и од лично искуство, а не само од професионално искуство. Постои една епидемија каде што постојано гледаме кратки видеа, рилсови, шортс на YouTube или како и да на TikTok и така натаму. И сето тоа нема да одам сега во позадината на маркетингот и така натаму, меѓутоа многу често има инсерти кои што ги слушаме и кои што ги гледаме, а се вадат од контекст. Што значи тоа се вадат од контекст? Значи, тие се извадени од одреден контекст и доколку ние немаме целосна слика од целата епизода, од целиот разговор кој што се водел, многу често се фаќаме за одредени зборови и реченици и го земаме тоа како здраво за готово. Но исто така има и една епидемија каде што многу често се зборува за различно ниво, за како да се разотидеме, како да се разделиме, затоа што сепак времето пред нас имало една тенденција да се остане во брак, да се остане во токсичен однос, да се остане во заедница и покрај тоа што било тоа многу страшно. Да, сега понатаму нели доаѓа една дозвола каде што ти е дозволено да се разделиш, меѓутоа сметам дека во ова време таа дозвола за развод, таа дозвола за разделба отиде во другата поларност, што е нормално и природно, така се развиваат работите. Тоа не е нешто кое што психолошки, социолошки нели не е предвидено дека ќе се случи, одиме од една крајност, од една поларност во друга поларност и полека сметам дека за некоја година, неколку години, можеби и декада, ќе тоа полека се менува, односно ќе се заземе онаа средина и нема да одиме во некој радикален и токсичен феминизам, туку ќе дојдеме во моментот на дека не секоја препрека значи разделба и дека и покрај тоа што разделбата е дозволена и нема веќе да е табу тема, сепак е последниот чекор, освен ако не станува збор за насилство, нели, или за, не дај Боже, нешто кое што не се простува, каде што премногу довербата е разнишена и секако двајцата партнери не сакаат да одат напред. Сега, за да не влагам во друга тема, ќе се задржам на прашањето. Но ми беше важно да ова на почетокот го споделам, затоа што многу често луѓето имаат тенденција да ги доживуваат работите во едната крајност, да кога ќе каже некој не мораш да се разделиш, да влезат во некоја траума на некој некога што не смел да се раздели, па како може да не се разделиш така и некако се појавуваат личните проекции каде што се фаќаме за она забраната за разделба, а не зборувам тука за тоа и не сакам да зборувам тука за тоа. Напротив, значи пак да не бидам погрешно сватена, ова некако на почетокот сакам да го поставам јасно дека да, понекогаш е и тоа решението, но тоа е нешто што е последно и што најмал процент на личности би го поминали и го поминуваат. А зошто најмал? Затоа што
Личниот раст и развој не е нешто кое што треба да ги раздели луѓето. И ова е нешто кое што, да речеме, многу јас го научив на коучингот, затоа што мислам дека и доста учители, меѓутоа и коучеви, а секако и психотерапевти, не гледаат на разделбата како прво да речам прво решение и покрај тоа што е дозволено и кога зборуваме за граници, кажуваме дека е во ред да се менува луѓето, околината и така натаму, но најчесто се гледа на тоа да се задржи, да се заштити семејството, затоа што сме свесни дека семејството не е нешто кое што трае краток период и дека семејството е една долгорочна врска која што ќе помине низ многу кризи, низ многу периоди, низ многу развојни периоди. Значи како што една личност како единка поминува низ многу различни периоди, така и врската, бракот, партнерството и така натаму, ако го гледаме низ една подолгорочна рамка, ќе сватиме дека истото поминува низ многу периоди. И токму затоа да речеме има некои кризни периоди кои што ние психолозите и знаеме кога се јавуваат. Еве на пример кога ќе се роди првото дете, првите 3 години, на секој 7 години брачното задоволство опаѓа, па понатаму расте повторно. Најчесто на 7 години врските имаат големи кризи или се надминуваат или не се надминуваат. Мислам постојат повеќе различни теории кои што се случуваат кај повеќето и доколку не ги надминат партнерите тие, за жал доаѓа до разделба која што па можеби и можела да се спречи. Но секако, па ќе кажам, за тоа мора да има отвореност. Сега, кога нема отвореност, многу често знаат да дојдат жените и тие да бидат кои што ќе почнат со личен раст и развој, кои што почнуваат да гледаат во себе, кои што почнуваат да учат и да сваќаат дека постојат граници, дека постојат книги, мотивација, инспирација, успех, промена во кариера, поголемо задоволство, дека постои повисок квалитет на живот, дека постои ајде да речам, свесно родителство, посвесно партнерство, посвесно пријателство и така натаму. И што се случува? Се случува да наеднаш таа жена, најчесто која што работи на себе, слуша подкасти, па верувам дека и ти што слушаш, си една од тие жени, затоа што го слушаш овој подкаст, или маж, сам неретко и обратна, многу често и обратна страната, мажот е тој кој што расте, кој што влегува во тој свет, кој што има бизнис, кој што слуша и бизнис подкасти, и личен развој подкасти, мотивациони, па вежбање и така натаму, а жената обратно, жената е таа која што е повеќе да речам во една комфорна зона, меѓутоа тоа не е комфорна зона, ќе ви обяснам понатаму. И што се случува? Се случува да партнерите почнуваат да доаѓаат со една мисла, па јас сум овде горе, а мојот партнер е овде долу и ако мојот партнер не порасне овде горе, ние ќе се разделиме. И сега ова не е видео, не го снимам видео, меѓутоа баш замислете си ги рацете дека некаде мора да се во баланс, но би рекла дека тоа не само што е невозможно, туку и не е пожелно. Зошто? А не зборам долу ако партнерот е токсичен, не знам, има проблем со зависности, ве тепа, ве малтретира, мислам, не зборувам за таков момент, но зборувам едноставно партнерот не слуша подкасти, партнерот не медитира, не пишува дневник, не знам, не се грижи кој знае на каков начин за себе, вашиот партнер, да речеме, оди на риболов наместо да медитира и така натаму, едноставно прифаќање на некои различни работи кои што всушност значат развој. Сега, прво и најважно е да им направиме една нормализација на разликите во растот. А што значи тоа? Личниот развој пред се е индивидуален процес и скоро и невозможно е партнерите да се синхронизираат во исто време. Овој подкаст го слушаат и многу родители. Скоро невозможно е да тато и мама се синхронизираат во исто нешто, затоа што мајките, особено во првата година додека се со мали бебиња, особено па и ако дојат, и ако се нели оној кој што е примерен родител, односно прв родител кој што најмногу се грижи, најчесто е така, не може да биде исто и во ист чекор да биде со татко кој што ги нема тие задолженија или пак обратно да биде со некоја друга жена која што има веќе големи деца. И тоа е окей. И затоа е многу важно да тука некако ја освестиме и ја нормализираме таа разликата, наместо да гледаме на проблем,
да го гледаме како природен дел од една долгорочна врска, затоа што тоа е исто како да го гледаме детето како се развива. Значи, какво е на кога ќе се роди, па скоковите, па нели оној момент на 2 години, па тантруми, па како доаѓа. Значи, сите тие развојни фази низ кои што минува детето, така минува и врската и секој човек. Па партнерот дали е постар, дали е помлад, со што се соочува на работа и така натаму. Значи, едноставно да прифатиме дека ова е еден долгорочен процес каде што и ние некогаш, односно и партнерката некогаш била на некое друго ниво, партнерот бил на некое друго ниво и сепак партнерот останал покрај нас, вас, нели, како и да го ова гледате. Сега, ние многу често сакаме партнерот да се промени и мислиме дека тоа ќе ја направи врската подобра. Но дали е ова вистина? Дали е вистина или пак само нам ни треба некоја потврда дека сме на добар пат? Многу често кај личности кои што работат на себе се јавува природен еден нарцизам, што е здрав. Значи, ние сите имаме нарцисички црти, тоа е здраво, тоа е природно, тоа е нормално, се додека не ја надминува границата каде што веќе се губи, нели, оној еден здрав разум и емпатијата и така натаму и почнуваме да газиме по другите луѓе, но се јавува еден нарцизам кој што е многу негативен за партнерските врски, затоа што почнуваме да мислиме дека сме најдобри, дека еве супер, ова е правилно, вака треба, влегуваме во одредени очекувања, поставуваме некои нереални очекувања и стандарди како треба тоа да изгледа и така натаму, да стануваме толку многу токсични, да наместо да се искомуницира ова со партнерот и партнерот да биде повикан на раст и развој, ние го критикуваме партнерот. Ова е нешто кое што јас лично го освестив на една многу прекрасна обука од доста познат психотерапевт. Конкретно многу ми е криво од оваа гледна точка што можеби не влегов малку подлабоко во тоа поле, затоа што ден денес ми е останата во помнење и ден денес мислам дека е најдобрата обука која што имам помината. Имено тоа беше еден семинар, една обука која што траеше 3 или 4 дена, мислам дека беше баш на викенд период, каде што се работеше со партнери. И обуките обично кои што се со психотерапија поврзани или со коучинг имаат еден дел кој што е теоретски, еден дел кој што е практичен, каде што самиот терапевт работи со клиентите и оној од страна кој што следи или гледа на дело искуствено го поминува сето тоа како изгледа да се работи со клиентот и слично. И не можам да заборавам дека имаше еден пар кој што се соочуваше токму со оваа тематика, имено партнерот кој што растеше беше сопругот, односно машката страна, партнерката беше жената која што беше мама, која што ги растеше децата, која што цел тој период всушност таа била дома, се грижала за сопругот и така натаму додека тој растел, се создавал, слушал, се едуцирал и така натаму, да за да не бидам многу долга и широка, јас многу се наежив кога го гледав тоа, затоа што исто така и јас бев испукана од тој личен раст и развој, јас бев влезена во тој свет дека ова е најдобро и вака треба и мислам, јас ќе бидам многу искрена дека никогаш не престанува да се работи на себе, никогаш не престанува таа работа на себе. И мислам дека ако јас не продолжам да се едуцирам и додам, никогаш нема да можам да останам и скромна и некако да постојано нешто ме враќа назад. И затоа се убави тие едукации и овие средби, бидејќи мислам дека да не бев дел од оваа едукација, јас немаше вака да гледам на ова. И затоа сега со топло срце сакам да ја пренесам и да ви ја раскажам за пред се да можете на вистина да работите на врската. Ова дефинитивно ќе се потрудам да не бидам уште премногу долга, ќе направам и посебна веројатно епизода или можеби некоја работилница, не знам, размислувам и во таа насока, каде што малку повеќе ќе влеземе во партнерските односи. Но, она што се случи сега во ситуацијата е многу интересно затоа што тука првпат на дело видов како изгледа да се критикува партнерот, а не да се повикува на раст. Затоа што тоа многу убаво и терапевтката го направи, дали ова е повик кон раст. Конкретно партнерот баш некако даде ултиматум. Ако ти не растеш, јас и ти ќе мора да се разделиме затоа што ти веќе не си идеалната партнерка за мене. Ти не ми ги исполнуваш очекувањата, ти едноставно не ме возбудуваш повеќе, не си на моје ниво. Тоа беше така. Партнерката многу плачеше, беше многу потресена затоа што
пред се таа е таа која што била дома, која што работела со децата, која што буквално готвела, перела, мислам, во случајов стануваше збор за домаќинка, жена која што не работеше и именно таа немаше ни неработена во кариерата, меѓутоа толку беше тоа убаво да се види од страна, затоа што сватив дека овој пар многу личеше на балкански пар, иако не стануваше збор за балкански, значи конкретно во Америка беше обуката и парот дури беа, мислам дека е некоја друга култура, меѓутоа многу ми беше значајно кога го видов и кога ја видов жената и кога видов како изгледаше критиката, а не повикот на раст, и кога терапевтката ја повика таа свесност и кога го праша дали ова е повик кон твојата сопруга да расте или ова е критика, сатев колку ние всушност повеќето луѓе ова го правиме. Ние не правиме конекција и повик кон раст и развој, па да покажеме, да споделиме како изгледа за нас, да биде тоа, гледам дека ова ми носи многу добри промени, би сакала да споделам со тебе, што е некој што и ти би можела да го правиш за да се чувствуваш подобро или да растеш и така натаму, или да пратиме можеби индиректно нешто, туку веднаш влегуваме во една критика дека ти не си доволно добар, ти не растеш заедно со мене, ти не го правиш и ова, и тоа значи дека едноставно ние се разидуваме, не си партнерот од моите соништа, од моите очекувања. Односно, ти мораш да се менуваш. И тука оди комуникацијата, ти мора да се менуваш. А не стануваме свесни дека всушност, доколку таа сопруга, сега јас ќе одам низ овој пример, меѓутоа вие тука слободно ставете се го вашиот пример без разлика со што ще се соочувате. Доколку таа сопруга не останала во наводници зона на комфорт, тоа не е зона на комфорт, тоа е едноставно развојна фаза во која што таа жена се наоѓала како мајка. Доколку таа жена не била таа што е дома, која што пере, која што чисти, која што го одржува домот, која што готви, која што размислува за 3 обрака и 2 ужинки за чинјата, за сопругот, за неа, за поширокото семејство и така натаму, која што е таа која што размислувала за вакцини, за прегледи, за болести, сам нели, буквално домаќинка е збор кој што го обожавам и кој што ми е еден од омилените, затоа што е баш оно жена која што го држи домот, го држи семејството, го држи оно што е најсвето. Најсвето што го продолжува светот и што го одржува менталното здравје. Мислам, кој како сака можува да го свати, меѓутоа домот, семејството, љубовта, таа сплотеност е нешто кое што многу помага и го одржува менталното здравје и општо целокупното здравје кај луѓето. Доколку таа жена не била на тоа позиција, која што всушност таа не имала избор да биде, дали сопругот ќе растел? Најверојатно не. Затоа што во тој случај сопругот ќе бил тој кој што ќе морало да седи долу и кој што немало да има толку време да слуша подкасти, туку ќе одел и ќе седел со децата или ќе седел со, не знам, ќе чувал, ќе правел или ќе морал да работи 3 пати повеќе за да плаќа дадилка, мислам има и таква нели опција, или едноставно ќе се наоѓал во некоја криза, истоштеност и период кога немало ни да му оди паметот немало ни да има време да слуша некој подкаст, а не па да не знам да вежба и да влезе во некој бизнис свет и не знам се каков развој и така натаму, баш во тој нарцизам немало да влезе. И ќе биле, да речеме, во наводници на исто ниво. И всушност, тука конечно и на дело и на пример го видов оној момент дека ако едниот е во застој, во наводници застој, ако ја гледаме оваа жена како во застој, другиот партнер расте и обратно. Значи, токму застојот на едниот партнер кој што ја носи таа жртва или тој товар, прави да другиот партнер расте. Или дури и да не носи жртва, може да е партнерот во некоја токсичност влезен самиот, се соочува со некаков проблем, се соочува со некоја состојба, може да е и проблем со менталното здравје, може да е некоја депресивна состојба и така натаму, тежок проблем на работа, тешки контакти со семејството, без разлика, мислам низ текот на животот се случуваат промени, загуби, смрт на родител или слично, не е важно која е позадината. Сакам да кажам, не мора да биде конкретно жртвата нели за децата каде што го дадов како пример, но може едниот партнер толку многу да е во застој, да самиот тој застој и му даде на другиот партнер поддршка, му даде сила и му даде енергија да расте. Односно да застане и да проба да направи нешто, да проба да излезе од таа дупка или од тоа ниво каде што се наоѓа. И токму затоа, тука е многу важна благодарноста, затоа што благодарение на застојот на партнерот, ти
растеш. И сега одиме во другиот момент. Почетокот на растот многу често носи кон тој нарцизам. Но длабината на растот и развојот, значи кога веќе влегуваме во длабочина и кога вистински работиме на себе, а не само читаме, пишуваме, па не знам нешто знаме, туку кога реално работиме на себе, доаѓаме до моментот на скромност, на понизност и доаѓаме моментот на тоа колку сме ние сите еднакви како луѓе и покрај тоа што растот за нас изгледа на некаков начин, за партнерот е нешто друго. Па така доколку одредена група на луѓе медитираат и тоа е личен раст и развој, смирување, одредена група на луѓе рибарат, одредена група на луѓе планинарат, одредена група на луѓе пијат кафе во тишина, одредена група на луѓе одат на шопинг, мислам на window шопинг, не мора нели да не поддржам компулсивно трошење на пари, меѓутоа оно кој што тука ми е важно да го споделам е дека секој во различен период од животот си има различен начин на релаксација и различен начин на кој што го добива оно што го сака или оно што му е потребно. На различен начин се грижи за своето ментално здравје. И ако зборуваме за различни јазици на љубовта, ако зборуваме за различни, мислам многу често нели па јас на овој начин покажувам љубов, јас на овој начин покажувам љубов, тогаш е многу важно да останеме свесни дека и партнерот може не сака да чита книги, може не сака да слуша вебинари, може не сака да не знам слуша подкасти, не сака не знам какви разговори, меѓутоа сигурно сум дека сака некои други работи или во некое друго поле, кое што е негово поле на интереси или нејзино поле на интереси, расте. Има раст и развој, има напредок. Еве, конкретно, таа жена која што ја дадов како пример, таа растела во родителството, таа растела во домот, таа растела во љубовта, во грижата за другите. И таа го донесе тој момент тогаш не солзи како таа всушност се откажала и од кариерата, и од сите тие работи, сака да се врати. И дури мојата претпоставка кога нивната работа заврши е дека таа жена кога ќе порасне децата со задоволство ќе го остави тој партнер, затоа што тој партнер не останува со неа кога е тешко. И затоа што тој партнер е влезен во нарцизам, а не е влезен во кокреација, во конекција со својата сопруга и во една голема благодарност дека додека таа се грижи за него и за нив, за целото семејство, тој има време за многу други работи, а не се потрудил да ја поттикне и да ја помогне да таа влезе во некое друго поле, туку само ја критикува и сето тоа го прави низ критика, а не низ реална конекција. Мислам, тоа е нешто што може да се очекува од таа партнерска врска и кое што неретко се случува во реалниот живот. За жал. А зашто велам за жал? Затоа што ако влеземе реално да работиме на себе, тогаш почнуваме да бидеме скромни, да бидеме понизни, да сваќаме дека другата личност е во друга фаза и дека не е важно на кој начин другата личност е влезена во личниот раст и развој, колку што е важно кои се нејзините вредности. Значи, дали партнерот ги дели истите вредности? Дали партнерот е верен? Сака семејство? Е чесен? Е искрен. Мислам, чисто споделувам некои вредности кои што се доста чести. Дали партнерот е некој кој што ви дава сигурност, стабилност, кој што ви дава поддршка, кој што е тука за вас или пак го критикува вашиот личен раст и развој, затоа што понекогаш има и друг дел каде што тоа е премногу критикувано, меѓутоа дури и кога го критикува вашиот личен раст и развој. Многу е важно да останеме свесни дека кога се менуваме, најчесто партнерите многу се плашат и знаат да дадат отпор, бидејќи тоа може да значи дека ќе ве изгубат. И реакциите кои што доаѓаат од страни, кои што понекогаш се бурни, или непријатни, или навредливи, или критички, се затоа што партнерот стравува јас ќе ја изгубам неа ако таа се промени. И доколку го знаете ова, нема да ви пречи. И доколку навистина работите на себе, нема да ви пречат тугите проекции. Тоа е, мислам, нормално во некој период ќе ви пречат, но нема да избрзате во таа смисла, нема да се истрчате, да веднаш дадете критика или да веднаш гледате како неподдршка или како недоволно развој. Значи, тука многу ми е важно ова да го споделам дека партнерот најчесто критикува и од другата страна затоа што се плаши дека ќе го изгуби и обратно. Ако јас растам, а партнерот стои, најверојатно ќе се разделиме и тука се јавува еден голем страв. Меѓутоа не треба и не мора да се разделите. Сметам дека
Една голема грешка која што се прави во партнерството е се гледа на партнерот како најдобар пријател. Да, нормално е дека односот мора да биде пријателски, значи не одам во тоа дека партнерите не треба, сам вие секојдневна комуникација и така натаму, меѓутоа партнерите не се најдобри пријатели. И ова е една работа која што многу често ја сретнувам, каде што партнерите си бараат да бидат и најдобри пријатели, да можат се да си кажат, да можат се да споделат, да можат сите потреби да си ги задоволат, но тоа е невозможно. И не треба да е така. Да било така, немало да постојат другари и другарки, немало да постојат други личности во околината, туку ќе биле јас и ти и тоа е тоа. И цел свет. Тоа е многу огромно барање од партнерот. Така што доколку ти што ме слушаш, си влезена во личен раст и развој, твојот партнер не е. Имаш пријателки кои што може да се влезене во личниот раст и развој, со кои што можеш да комуницираш на тие теми, со кои што можеш да споделуваш, со кои што можеш да разменуваш искуства, книги, подкасти и така натаму, но со твојот партнер можеш да разговараш на други теми. Можеш да го поддржиш во она поле кое што гледаш дека тој расте. Или пак можеби можеш и да го поддржиш во она поле во кое што гледаш дека тој пати. Да бидеш тука, да имаш разбирање дека растот не е преку ноќ, да имаш разбирање дека не секој секогаш во секое време има еднаков капацитет и да расте, и да биде резилиентен, односно отпорен, и да се менува. И тука мора да се постави на граница меѓу личниот развој и обидот за менување на некој кој што сакаме да го промениме. Меѓутоа граница е искомуницирана потреба. А партнерот не мора да слуша подкасти и да работи со психотерапевт за ти да ја искомуницираш твојата потреба. За да ги комуницираме потребите, односно да ги поставуваме границите, можеме да го правиме тоа и без ништо да бараме од партнерот. Партнерот едноставно има избор да се прилагоди на некои работи, а ние да имаме свесност и за него и за неговите чувства. А на крај на денот, ако на вистина личниот развој ни помага да бидеме некоја верзија од себе која што е понапредна, подобра или како и да се нарекува тој што работи, јас имам епизода каде што објаснувам зашто од него сакам тоа најдобра верзија од себе, меѓутоа ете посакувана верзија од себе. Врската тогаш ќе треба да се продлабочи, затоа што кога ние сме партнер, кој што е подобар партнер, најчесто, нели, кога работиме на себе, одиме кон тоа да бидеме во нешто пострекни, позадоволни и подобри. Во тој случај, тогаш ако ти си подобар партнер, твојот партнер не може да не ја следи промената. Твојот партнер не може да не е подобар партнер. Ако ти како партнерка даваш повеќе љубов, си поискрена, си поотворена, го продлабочуваш односот, внимаваш на функционалноста, свесна си за другата личност како реагира, односно, нели свесна си за ти како влијаеш врз врската, невозможно е партнерот да не даде некаква реакција на твојата акција. И тоа не мора да биде партнерот ќе земе и ќе прочита книга и тој ќе знае што да прави. Не, тој ќе знае што да прави затоа што на крајот на денот емотивниот одговор, ко-креацијата која што ја стварате, конекција која што ја создавате е нешто кое што е многу природно и нешто кое што го гледал или го гледа и сега и може да го направи без да прочита ни една книга. Затоа наместо да се фокусираш на тоа дали партнерот се менува, фокусирај се на тоа како твојот развој, твојот личен раст и развој ја подобрува динамиката во врската. Значи, како овој развој ја подобрува динамиката? Ја подобрува или ја влошува? Станувам критична или станувам поддржувач? Затоа што тоа е нешто со децата кое што се прави. Како тогаш ние одиме да ја тргнеме, нели да не бидеме критични туку кон децата и така натаму, меѓутоа кон партнерот може да бидеме многу критични. Или немаме трпение кон партнерот. Како ќе ви биде вам? И тука затоа повикувам секогаш на емпатија. Како ќе ви биде вам? И како ви е вам доколку поминувате низ период кој што е многу тежок? А партнерот дојде и ви каже, знаеш што, јас ќе те оставам, ти за мене не си добра партнерка, ностоп си депресивна, мислам ова ништо не личи, или ќе се опреш, или ќе бидеш добра, или толку. Или како ќе ви биде ако првиот ден после породувањето бара од вас вие да бидете иста како претходно. Ни една мајка не останала иста. Најчесто во партнерството кога ќе дојде детето, особено мајката, тока мајката е огромна промена и затоа мајките толку многу имаат предизвици со менталното здравје. Мајката е станува нов човек.
не е баш преку ноќ, меѓутоа во наводници преку ноќ, нели, за еден брз период, таа толку многу промени има, што не само што треба да застане во една нова улога, туку треба и однова да се пронајде себе си. И доколку партнерот е овде многу неподдржувачки, најчесто на почетокот и е неподдржувачки, затоа што и тој минува низ една таква промена, но многу често тогаш настануваат разделби, многу често тогаш се јавува или потребата кај жената да почне да расте и да се развива, каде што па таа доаѓа во овој личен раст и развој благодарение на неговата неподдршка во тој период, за која што ја насочило кон внатрешната поддршка и во тоа, што можам јас да направам. И тоа не го прави него лош партнер, значи тоа не го прави него неемпатичен партнер, тоа не го прави него најлош партнер на планетата и така натаму, па ние да враќаме и да влеземе во една огорченост. Наставно тоа го прави можеби несвесен во тој момент, затоа што тоа е нивото, истото важи и за родителството и за другите. Значи пак ја кажам, не влагам овде во токсичност да ве малтретира, да ве тепа, да имам нели не одам во тие зборуваме, не ве поддржува, не ве разбира во тој период, не знае како да ви помогне, не може да разбере што значи да не се спие и така натаму. Значи зборувам за некоја динамика која што многу голем процент на семејства ја поминуваат. И она што многу тука исто така ми е важно да го дополнам е наместо да се фокусираме значи повторно на тоа со кое темпо се расте, што се случува и така натаму, да дадеме простор на партнерот да биде свој. Значи да му дадеме простор и на партнерот да биде автентичен, при тоа да не се откажеме од своите вредности, затоа што на крајот на денот не е важен патот што годиме, важно е што е на крајот кон кој што целиме. Сега, зошто сте во личен раст и развој? Зошто вие растете? Зошто вие се менувате? Веројатно имате некоја цел. Сега, ако вие сте на патување, не знам, за одредена цел, а вашиот партнер ја нема истата цел, или пак ја има истата цел, меѓутоа неговиот пат изгледа различно, тука е многу важно да му дозволите да го чекори својот автентичен пат, како што и вие сакате да го чекорите својот автентичен пат. И затоа е важно да не се споредувате, да не гледате од страна, да бидете многу внимателни за личности кои што споделуваат за совршено партнерство, за, не знам, поддршка од партнерот и колку партнерот ги поддржува. Да, постојат партнери кои што многу се поддржуваат, но тоа истото не значи дека ќе трае секогаш и не значи дека се поддржани во секое поле или пак дека тие имаат предност пред вас само затоа што се поддржани, бидејќи сечи живот, сечи околности, сечија внатрешна поддршка и ситуација и секако надворешна во која што се наоѓаат е различна. И ако ние влеземе во споредба, ние веќе не растеме. И тоа е баш оној момент каде што многу често како травматски се доживува кога родител ке спореди како Ивана сите петки ке направила, ти види македонски четврка имаш, или сам сега давам некој пример, нели, како Ивана можеше и ова да оди и после школа учи, а ти не правиш. Тоа е една честа беше, сега не знам, и сега можеби е, мислам дека како споредба во родителството се уште често, меѓутоа знам дека барем во мојот текот на моето детство, меѓутоа и неговите клиенти сега со кои што работам, горе долу таа некоја возрастна група доаѓаат повеќето со тој дел на мајка ми и татко ми ме споредуваа со другите и тоа многу негативно ми влијаеше. Истото е за нашиот партнер и за вас. И затоа споредбата од една страна носи многу позитивни работи, меѓутоа носи многу негативни. И за крај сакам да ги споделам неколку да би рекла идеи како можете да го повикате партнерот да расте, на раст и развој, без разлика во кое, нели, како вие го доживувате личниот раст и развој, затоа што личниот раст и развој, пак ќе кажам, индивидуално и секој од вас различно може да се го доживее. Меѓутоа, првично е многу важно да не е критика и обид да го поправиме, зашто ти не си доволно добар и не чиниш, туку тоа да биде некој повик да заедно имаме по-квалитетен живот, по-здрав, по-среќен, по-квалитетен живот, за да старееме заедно, за нашата врска да биде посреќна, позадоволна, нашите деца да бидат посреќни и позадоволни. Значи има многу голема разлика. И истото е многу важно со кој тон го правите и како го правите. Јас дури би рекла сето ова да биде индиректно. А што значи тоа? Пред се,
да пробате да бидете инспирација, не да бидете учител. Вие не сте учител. Како партнер може да бидете инспирација и наместо да му кажуваме што да прави, живеете го тоа што го кажувате. И ќе видите дека партнерот несвесно ќе почне да ве копира. Затоа што ако вие се водите здрав начин на живот, ако вие се храните здраво, готвите здраво, партнерот сакал некел, ќе види, ќе не види, па види ова вкусно, па дај да пробам. Мислам, се отидов во некој момент на искрена, ама ете, на крај на денот и тоа е личен раст и развој, свесноста за здравието, за здравите навики. Ако гледа дека ти растеш и дека имаш позитивни промени, дека подобро се справуваш со стресот, дека си посмирена, дека не критикуваш, дека даваш повеќе љубов, дека си подобра партнерка, партнерот ќе ја забележи таа промена и ќе стане љубопитен и не само што ќе можеби проба да дознае и повеќе што правите, туку ќе биде како, види колку убаво ова влијае на мене, види колку и јас уживам како незин партнер затоа што таа расте. Види колку е подобра со мене. Види како ми ги задоволува повеќе потребите. Види како прави да се чувствам сакан, уважен и вреднуван. Така што, наместо да биде тоа, треба да почнеш да читаш, да гледаш видеа, па нели ти кажав тогаш вака и вака, види како си направил ова, види ова. Тоа може да биде, знаеш, читав нешто многу интересно, што ми помогна да разберам зошто сум толку критична. Сакаш да ти споделам? Секако ова нека не биде во време кога е мртов уморен и не може да гледа и сака да се релаксира и сака да прави нешто кое што е за одмор релаксација, вие сте одлучиле дека баш тогаш треба да зборувате на нека длабока тема. Мислам, тоа се прави кога се одморен и така натаму. Една од работите која што еве и ги учиме во асертивна, конкретно имам целосна тема за тоа колку е важно да се одбере добро време кога ги комуницираме работите и од друга страна колку е важно да останеме свесни дека одморот е и како личен раст и развој, а многу жени и многу луѓе кои што влагаат во личниот раст и развој не даваат и го скокаат оној период на ајде да растеме. Исто така, нешто друго кое што може да пробате да го направите е, доколку партнерот не е заинтересиран за личен развој како концепт, најдете тема што му е блиска, изборувајте за неговите теми. Ако сака спорт и следи спорт, зборувајте за менталната сила на спортистот, зборувајте за спортистите. Ако е во бизнис, споделете некој бизнисмен или некоја нешто навика за успешни или за лидери, тоа секогаш да биде блиско, да биде нешто кое што може да го разбере. Не му споделувајте некоја блогерка вие што ја следите која што е жена или мајка или не знам, без разлика фитнес инфлуенсер, не е нешто кое што е допирна точка со него, споделете му некој кој што е омилениот негов фудбалер. Исто така, наместо да се делат совети, прашувајте прашања. Наместо да му кажувате што да прави, поставувајте отворени прашања. Што мислиш ти? Што може да направиме во врска со ова? Имаш ли идеја? Како можеме ова да го решиме? Например, тука може дури да внесете некои прашања на што ти е пресвртница во животот или што е оно кое што ти е најважно, што направи поинако тогаш, кога си бил најсреќен, зависно од во која фаза се наоѓате, но ништо од ова не мора и не треба да биде ставено во категорија на ти растеш, затоа што вашиот партнер или е природно во некоја фаза кога не толку се расте, туку се берат плодови од нешто или можеби се турка некој период на баш некако се чека да дојде плодот, може да е во некој период на зима. Ќе дојде пролетта. И затоа е многу важно да не се турка, да не се баш она турка некако во раст, туку напротив да се прифати, да се види, да се разговара, да се комуницира. И нормално имајте некакви заеднички активности. Не мора тоа да е некоја книга, тоа не мора да биде вебинар, тоа не мора да биде подкаст, тоа не мора да биде не знам си каква работење и едуцирање и така натаму. Тоа може да си биде нешто друго, тоа може да биде 7 дена да јадеме здраво, 7 дена да не го чепкаме телефонот после работа до не знам колку часот, 7 дена да не спиеме со телефонот навечер до нас. Нели давам некои примери, 7 дена да пиеме заедно кафе од сабајле, не знам, без да бидеме прекинати од никој или навечер или без разлика или заедно да се тушираме. Значи тоа може да бидат некои многу убави активности кои што ќе бидат активности на поврзување и ќе повикуваат на промена и на раст, кои што може на почеток ќе бидат со отпор прифатени, затоа што шо е се на вас, ја не чинам нешто и се сака да ме остави. Меѓутоа, колку ние сме во наводници
упорни, меѓутоа упорни со милост, со трпение, со понизност, со една скромност, тогаш полека партнерот нели ќе пристапи на тоа. И дури можете да пуштите некој документарец што ви бил интересен, па да го гледа, па да му се допадне и така натаму, и секако да споделувате поотворено како ви помага тоа во врската, што разбирате, што гледате за него, меѓутоа не низ критика, туку убавите работи што ги гледате кај него. И ќе видите никој не пораснал од критика, се расте од љубов. И колку повеќе се фали, колку повеќе ќе го фалите и ќе бидете благодарни за убавината кај партнерот, толку повеќе вашиот партнер ќе расте. И обратно, колку повеќе критикувате, толку повеќе ќе се распаѓа. И толку повеќе ќе почнува да има еден штит и еден отпор и према вашиот раст, меѓутоа и према неговиот, затоа што тука некаде ќе тригерирате не си доволно добар. И ќе те оставам. Исто така, најважното за крај е да се почитува неговото темпо. Најголемата грешка е да се обидете да наведете некого на личен раст и развој против негова волја. Имам 2 епизоди каде што да споделувам малку околу ова, како да им помогнете не знам како точно се викаат, меѓутоа знам дека се меѓу последните и дека се како да помогнете на другите или како да им покажете дека вие сте во право, не се во право, нешто така беше. Да не отворам да барам во моментов, затоа што сакам тука некаде да завршам, но слушнете ги. Мислам дека ќе ви бидат убава поддршка после ова и едноставно да прифатите дека вистинската покана во раст е преку љубов, преку трпение и преку сопствениот пример и ништо друго. И мислам дека ќе ви биде од корист оваа епизода и не бев кратка. Сакав да бидам кратка и мислев дека 15 минути ќе трае епизодата, ама навистина многу имам што да кажам и сакам ова да го споделам, сакам да помогнам на партнерите. Пратете ова епизода на вашиот партнер доколку е отворен за раст и развој или партнерка. Пратете ова епизода на вашите пријатели или пријателка или некоја колешка или без разлика сестра, некој кој што сметате дека оваа епизода ќе му биде многу важна и значајна. Затоа што и ова е начин на кој што некој се повикува во раст и развој и можете дури оваа епизода да ја пратите за да се извините доколку вие сте биле многу нападни и критични кон партнерот, а друга ви била нели позадината била сакам јас да растам заедно со тебе. Мислам дека многу може да ви помогне доколку ја слушнете, можеби епизода која што ќе ја слушате 2 пати и 3 пати. Се надевам дека ќе ви служи и дека ќе ја примите со отворено срце и секако се надевам дека истата ќе ве поддржи и ќе ви помогне да вашиот однос со партнерот расте и се развива со свое темпо, со сета свесност дека може да си останете на истата ливада, едното дрво, ако сте вие, да биде и повисоко, другото дрво да остане пониско, меѓутоа пак да си давате поддршка, пак да имате стабилна земја, стабилни корени, стабилни плодови и да прифатите дека не секој дрво е исто, дека не секој човек е ист, дека секој си има различно темпо, различен плод и дека имаме во животот кризи и периоди кога растеме, кога стагнираме, кога береме плодови, кога наставно сме во некоја зима и кога ни е потребна поддршка и кога ни е потребно да некој само биде уз нас, без да не учи како треба, без да не учи што да правиме и секако постојат периоди во животот кога се давиме и потребно ни е некој да ни подаде рака, а не да не учи како да пливаме. Уште еднаш запомнете дека додека некој се дави, не е вистинско време да го учиме како да плива. Останете во добро здравје, во добро расположение. Се слушаваме во наредната епизода, која што се надам дека ќе биде следната недела. Поздрав!